Поводот по која свикавме денешната пресконференција е да укажеме на катастрофалните последици што може да настанат по здравјето на пациентите од немање на државна кардиохирургија. За вчерашниот прекин на редовниот оперативен програм на приватната кардиохирургија Филип II, затоа што само за 2 месеци не биле намирени средствата од Фондот за здравствено осигурување, уште еднаш покажува зошто Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бараша и бара отварање на државна кардиохирургија. За разлика од Филип II и покрај далеку пониските буџети и доцнењето во нивната исплата од страна на фондот, операциите во државните здравствени установи се одржуваат со редовен оперативен програм во опсег што им ги наложуваат нивните технички и финансиски можности. Господине Груевски, како ќе го решите сивиот штрајк во јавното здравство? Тој е евидентен и е последица на вашата купи ден продај политика. За неколку дена на повидок е отварањето и на втората приватна кардиохирургија во состав на болницата Систина. На прв поглед во тоа нема ништо чудно, но она што владата на Никола Груевски на граѓаните на оваа држава кај треба да одговори е следното. Дали раководител на новата приватна кардиохирургија ќе биде почитуваниот професор од Израел доктор Сали Стаџер, истиот тој што пред само 2 години за Никола Груевски и Министерството за здравство не ги исполнуваше условите и не му дозволивте да ја отвори државната кардиохирургија во состав на клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Господине Груевски, до денес не одговоривте ниту на прашањето зошто го сменивте претходниот директор на тораковаскуларна хирургија доктор Сашко Јовев, кој самиот сега премина во приватниот тим на доктор Таџер, кога несебечно се залагаше за отварање на државна кардиохирургија. Зошто во долго најавуваниот криминален тендер за набавка на медицинска апаратура, во кој разликата во цени изнесува изворени 28 милиони евра, не најдовте место за апарат за вонтелесен крвоток кој чини само 120.000 евра или 0,15% од парите што ги потрошите? Колку поскапо, господине Груевски, ќе плаќаат македонските граѓани, односно Фондот за здравствено осигурување како купувач на нивните здравствени услуги за кардиохируршките операции, затоа што истите ќе се плаќаат според договори со приватните болници, наместо да се изведуваат во државни институции. Само за подсетување, Фондот за здравствено осигурување на Филип II досега му исплаќа 5 или 8.000 евра по операција или околу 10 милиони евра за 1500 операции само во 2009 година. За споредба, сите 6 хируршки клиники каде се изведуваат и најсложени хируршки интервенции имаат вкупен буџет од 10 милиони евра за минатата година. Сега вие проценете дали вреди ваквата неравномерна исплата на здравствените услуги заради која се заговара наводно штедење и пропаѓање на државните болници. Освестете се, ова не се случува во ниту една друга земја во Европа. Во Србија, например, постојат 3 државни кардиохирургии, а 2 се во најава. Пустошот во државното здравство кој ќе го оставите зад себе е огромен. Матните сделки со Филип II и кардиохирургијата во Систина се повеќе од очигледен пример. Најстрашно е што заради вашата неспособност македонските граѓани почнаа да плаќаат со својот живот.